Пешачката зона кај Рекорд не треба да ја блокира нашата улица, коментираат дел од жителите на една од најфреквентните улици Даме Груев. По најавите од градот дека до година оваа сообраќајница ќе се прошири на 4 коловозни ленти и тука ќе се пренасочува сообраќајот од центарот на градот. Ова беше една зона која што требаше да биде тиха. Сега ќе биде бучно и онака не можеме да живееме тука. Ќе ни се доближат до самите влезови. Това е страшно нешто. Това зеленило и онака многу го нема во центар, мора целото да се срине. Подобро е возила да нема таму, овде каде има. Влезот е тука. Ово овде, кај ќе се стесне. Па видите колку пешаци има овде сега на овој дел. Вие треба сега да ги смалите уште за 3,70 за 4 метра. И сега пола од ова. Просторот е тесен, но градоначалникот Чилигов уверува дека планот е добар и веќе со децении се применува во сите поголеми европски центри. Точката на зградата до точката на коловозот, најтесниот дел ќе биде 4,5 метри. Значи не станува збор дека ќе проаѓа улицата пред самите згради или не знам што, ќе имаме на тој потек од околу 70 метра така наречен спешер систем на пешаци и на велосипедисти, меѓутоа имаме еден дрворед кој што ќе биде бафер зона всушност за тој тип на сообраќај што таму ќе треба да се одвива. Со планот за централното градско подречје, кој со децении стои во фиоките на градот, е предвидено центарот на Скопје комплетно да се затвори за возила од крстосницата кај трговскиот центар Палома Бјанка до зградата на Собранието и да биде пешачка зона. Паркот Джена Борец ке се прошири, нов плочник и костени ке никнат од градскиот трговски центар до Порта Македонија. Ке се урне зградата на Макотекс и ке се направи парк. На планираната пешачка зона ке се обраќа само јавниот транспорт. Кога ќе влеземе во новиот концепт на јавен транспорт, а тоа мислам дека многу брзо ќе можеме и да го имплементираме, доаѓањето во центар со кола ќе биде непотребно. За дел од стручната јавност, концептот има и контрадикторности. Ако идејата на градот е да се намали употребата на автомобили, тоа е за поздравување. Но во ваков случај Даме Груев не треба да се проширува. Ако градот следи политика на развивање на одржлив транспортен систем во Скопје, ако следи политика на обесхрабрување на автомобилите, тогаш не би требало да се определи за булеварско решение на улицата Даме Груев. Доволно би било улица, нормална улица со коловоз со две сообраќајни ленти, значи во две насоки на движење, со тоа што не сум сигурен колкав е профилот, меѓутоа би требало да има и велосипедска патека, а во секој случај мора да се решава и начинот на паркирање за резидентите, за жителите, бидејќи во таа улица има доста становања. Експертите апелираат градот да остане доследен на политиката за редуцирање на возила, без хибридни решенија кои би можеле да го нарушат ваквиот концепт.